Добро вечер. Продолжуваме со отвореното студио. Во овој дел ќе го водиме овој дел со колегата Александар Чомовски, тој следи резултати некакви на телефон, а наш гостин во овој дел е колегата од Фокус Зоран Димитровски, Жоро, главен уредник на Фокус. Што туку го проследивме пресот на ВМРО ДПМН, говореше шефот на изборниот штаб Игор Јанушев, тој прогласи победа од пребројани 43% од гласовите и наброја повеќе општини, меѓу кои Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Пехчево и така натаму, ајде сега да не повторувам, но рече дека со ова Македонија ја победила против Северна и дека се случува македонска пролет. Епа, Жоро, сега, како ти изгледа овој прес? Бидејќи партиите и СДСМ и ВМРО ДПМН еден час одеа најавите за пресконференциите. Мислам дека се прво малку средини и малку пребројани гласови за да се прогласува било каква победа, инаку она што го кажа господинот Јанушев, се разбира дека тоа се пред се македонски, чисто македонски средини, каде што според анкетите и во голем дел се очекуваше водство на Гордана Силјановска, така што треба да видиме подоцна да дојдат резултатите од поголемите средини, како што се Скопје како град, другите средини каде што се повеќе населението албанци, каде што не верувам дека кандидатот на ВМРО ДПМН има освоено гласови. И според тоа мислам дека резултатот ќе се нивелира и дека на крајот заговодство на Стево Петревски. Добро, но еве ова 43 пребројани не разбрав дали е генерално или дали се сите преброени во тие општини. Или само 43%. Или само 43%. Но интересно е дека општината Аеродром, Скопска општина и Ѓорче Петров прогласи победа на Селјановска. И таму не се сите податоци дојдени од тие општини. Меѓутоа знаеме дека и Аеродром е средина која што не е повеќе етничка. Ѓорче Петров можеби има мал процент на албанци, меѓутоа е доминантно македонска средина. Факт е дека и она што претходно се зборуваше пред изборите и во анкетите, дека има ВМРО ДПМН предност меѓу македонците, така што тоа веројатно ќе се потврди и овој пат. Излезноста очигледно ќе биде нешто малку над 40%. Ајде да го коментираме овој податок. Особено слабата излезност, околу 20% се движи во општините кај што имаме доминантно албанско население. Па има неколку причини за тоа. Главната причина ние знаевме и на референдумот и на претходните избори, кај албанците сепак имаме големо иселување, имаме малку присутност во државава, тоа е едниот фактор. Вториот фактор секако е незаинтересираноста за председателски избори, кои не се некаков мотив за излегување за гласање, затоа што не нудат некакви бенефити за... обично председателските биле во пакет или со... Тие секогаш се одвива во пакет со парламентарни или со локални. Тоа е веројатно ако владеачката коалиција сака да направи некаков рекапитулар на сето ова, ќе увиди грешката дека не направи парламентарни со овие избори за да има мотив за излезност. Но исто така ќе видиме на крајот какви ќе бидат бројките за Блерим Река, но се добива еден впечаток дека голем дел од тоа населението албанци не излегло на овие избори. Меѓу другото, претпоставувам дека се голем дел и поддржувачи на ДУИ. Мислиш дека ДУИ свесно одело на еден тивок бојкот за да ја покажат силата? Па, знаете што, многу тешко е сега да се каже дали е тоа свесен бојкот, но во секој случај една можеби координирана една координирана абстиненција, во смисла на тоа дека во изминатиот период ние знаеме дека имаше доста конфликти во самата владеачка коалиција. Значи имаше како се однесува СДСМ према ДУИ и обратно. Во тој контекст мислам дека ДУИ сака да испорача една повисока цена и за вториот круг, особено што во првиот круг на крајот на криштата не решава многу. Што е многу важно, затоа што првиот круг, вие имате двајцата кандидати во вториот круг и ако имаме некаква израмнетост кај македонските гласови, па дури и водство кај Гордана Силјановска, кај македонците да речеме,
албанците се тие што сепак ќе одлучуваат во вториот круг и во тој случај може да се испорачаат многу големи може дуи да испорача голема цена кај својот Република има податоци, прилично се индикативни. Јас инаку верувам во тезата дека Ахмети сега ќе ја крева цената. Ја крева цената, ќе ја намали одзивот кај своето избирачко тело што го контролира, за да може да види колкав е потенцијалот на Река. Но, внимавајте што јавува Република. Поддршката на Дуи не му донесе победа на Пендаровски во следните општини. Во Липково Река води. Значи, не албанците кои треба да го поддржуваат во Студеничани исто така. Во Жерино исто така. Во Теарци исто така. Во Тетово 37-51 се за Река, наспротив другите што се, предполагам, за Пендаровски или за за Гордана не се сигурни. Во Гостивар 43-61 наспротив 33-79. Тоа, ако се овие податоци точни, изворот не се наведува, тогаш голема покер партија игра Ахмети, за да тренира таква лојалност на своето избирачко тело. Така, еве да видиме најнови податоци од ДИК, колегата Чаловски ќе ги презентира сега. Што имаме обработено, да. Ако политичките партии на своите пресконференции нели излегуваат и прогласуваат победа, ние се водиме по она што се официјални информации според Државната изборна комисија, додека ги очекуваме графиконите, знаеме дека барем според ДИК, досега се обработени некаде околу 35% од избирачките места, а резултатите велат дека Стево Пендаровски во моментов е во блага предност пред Гордана Силјановска, 42% од гласовите добил Пендаровски, Силјановска Давкова 40% и господинот професор Блерим Река 14%, а само 4% се неважечки ливчиња. Ова се, ќе напоменам, последните апдейтирани информации според Државната изборна комисија. Ќе видиме какви ќе бидат нели реакциите на политичките партии кои што напоменуваат каде се победиле, а всушност тие информации се нивни партиски. Така. Го имали официјално ДИК процентот на излезност до 19 часот, бидејќи последно одеше 18:30. 18:30, да, беше последната информација. Во моментов немаме до 19 точно колку има излезеност, но и тоа секако колегите ќе го подготват, па ќе го објавиме. Околу излезеноста, ако може. Да, само Јана, дали има некакви реакции на пресот на ВМРО ДПМН? Нема се уште никакви реакции, но еве чисто да разбиеме, само еден духовит коментар ќе прочитам од твитерџиите. Велат Силјановска вели дека доколку не влезела во втор круг, ќе гласала за Река. Прво, според неја, нема опција во која Стево не влегува во втор круг. И второ, очигледно ВМРО стана граѓани и почнаа да поддржуваат албански кандидат. Сакав да коментирам околу излезноста, затоа што тоа е многу важен фактор. Значи, ние постојано слушавме и од страна на опозицијата, нели, од страна на власта, повик за масовно излегување. Кога има протестен глас, кога има масовна излезност, тоа е знак, нели, дека опозицијата би сакала да ја, односно е знак дека опозицијата ќе ја руши власта. Нели, он сакаше, Мицкоски гледавме да руши режим и така натаму. Гледаме дека нема масовна излезност. Тоа е од една страна доказ дека не успеал тој повик после 2 години владење на оваа владеачка гарнитура, дека на некој начин опозицијата ќе се мобилизира да го сруши режим. Не е македонска пролет. Значи тоа не е македонска пролет, да. Тоа е една работа. Но втора работа исто така што е важна, за да не останеме нели на другата страна, е дека постои исто така одредена абстиненција поради незадоволството веројатно од владата на Заев, дали станува збор за оние неопределени кои што 2016-2017 гласа како поддршка на новите промени што дојдоа нели после рушењето на режимот на Груевски и дека постои тоа едно незадоволство кое што гледаме дури и во македонските средини помала излезност. Тоа значи дека и тие луѓе едноставно... Па добро, има општини 158. Да, и тие луѓе Јас ги имам податоците, например, 2009 во првиот круг излезноста е 56,88%, а 2014 48,86%. Да излезеа гласачите на Дуи, ние што сметаме, ова го анализираме, да, како некаков
премолчен бойкот за да си ја кача цената за вториот круг, тогаш не Јадре, делува не делува толку страшно, а има и уште една теза дека иако од господинот Јанјушев на пресот нели кажа дека ова мирен изборен ден и покрај нели притисоците што биле од власта, ги нема оние жестоки притисоци кон администрацијата за гласање, кои влечат исто некои проценти. Мислам дека такви притисоци немаше во овој изборен циклус. Ние за прв пат гледаме не само мирен изборен ден, туку таков тип на притисоци какви што имало на претходните избори, до сега не се регистрирани во ниту една од овие организации за човекови права и така натаму што ги следат наблюдувачи на изборите. И за прв пат, што е за поздравување, нели, гледаме опозиција која не негира. Да. Иако таа нели оди со една риторика дека победува, меѓутоа ќе ги видиме нели бројките на крајот на криштата, ова е само прв изборен круг. Но колку овој процент на излазност и тесната разлика што сега натаму да работите, ќе биде мотивирачки фактор за втор круг или демотивирачки? Апсолутно е мотивирачки, затоа што потесен резултат, нели, и двете страни имаат поголем мотив да излезат и да излезат во што поголем број, да се обидат, нели, да анимираат нови гласачи. Сега прашање е колку можат нови гласачи да се анимираат, освен од овој круг, односно од овој контингент на гласачи албанци во Република Македонија. Има веројатно незадоволни македонски граѓани кои што не излегле да гласаат. Дали тие може да се мотивираат, дали оние што сакаат да бойкотираат за ВМРО ДПМН останале дома, па сега ВМРО ДПМН ќе ги убедува да излезат, меѓутоа тие се па малку потврдокорни, нели? Затоа што не им се допаѓал ниту кандидатот Гордана Силјановска. Затоа што ВМРО ДПМН постави една теза дека ова се избори по кои ќе се барат вонредни парламентарни избори. Тоа беше нивната теза. Не беше идејата да се победи на овие избори, нели, за да се има лик на председател во ликот на Гордана Силјановска. Ајде да разговараме како новинари, да речеме условно. Правата, реална слика на излезноста на граѓанството може да се види по статистичкиот попис. Од кој ќе видиме колкав е бројот на жителите кои се со постојано живеалиште во Македонија, колкав е бројот на оние што привремено или трајно се одселени во Македонија. Според неофицијални информации, ако сме ние 1,5 милион. Не се тоа неофицијални, тоа се проценки на Завод за статистика, дури. Имаат они проценки. Да, ма имаат проценки, например 2016 они напиша јавно на сајтот дека нашата проценка е дека во држава имаме 1,5 милиони граѓани. Тогаш 650 милиони и 800.000 се во избирачки список. Не е воопшто за подценување бројка на излезност и на мотивираност на граѓанството да имаат. Па не, затоа ја правам 650, сега се 750. 750. Споредбата затоа ја правам. Особено, например, интересно е колку овие вакви проценти ќе бидат мотивирачки за втор круг. Пак ја подсетам, 2009 имавме висока излезност, нели 56, скоро 57% во прв круг, но во вториот круг спадна на 42,63. Додека во 2014 од 48 вториот круг е веќе 54. Ама вториот круг е заедно со парламентарни избори на председателските во 2014. Но кажуваме, во тие години во едната имаме втор круг каде што паѓа многу, а на 2014 се крева. Сепак исти се гласачите и прв и втор круг. Исти се, значи таму беше разликата, нели, тоа дека се парламентарни избори во прашање. Овде мотивацијата, повторно велам, ќе биде пазарот помеѓу СДСМ и ДУИ, па дури ако сакате, Блерим река не е тој што може да се пазари со своите гласови, меѓутоа Зиедин Села и Беса на Касами, веројатно исто така, доколку чувствуваат некаква можност за да се пазарат во контекст на политичките процеси во Македонија, тоа ќе го направат. Но не е само тоа важно, нели? Мислам дека и двете партии треба сериозно да се загрижат, и ВМРО ДПМН и СДСМ, заради недоволниот број на македонци, односно на неопределени гласачи македонци. Сега не зборувам само, значи партиските веројатно членови излегле и гласале. И ќе се види овде, бидејќи ВМРО ДПМН исто така имаше една идеја да се преброи сега, нели, колку тежи.
Ја мислам дека според овие бројки ќе се види дека тие не отишле многу подалеку од локалните избори 2017 година, каде што освоија 330.000 гласови. Сега ако имаме околу 700 235.000, значи не можат да бидат над таа бројка од локалните избори, тоа значи дека тие фактички не отишле напред, не напредувале, не добиле ништо од тогаш. А тоа беа најлошите нивни изборни резултати во изминативе 10 години. Но СДСМ веројатно паднал. СДСМ паднал затоа што постои одредена разочараност. имаше 2014 повеќе гласови од СДСМ. Се согласувам, меѓутоа тоа беше сосема друга атмосфера, нели? Амбиентот беше тогаш да се гласа против власта. Да, имаше масовно гласање. Затоа што веќе влегувавме во финишот на колапсот на... Добро, но има гласачи кои не се партиски определени, па излегле гласа да не идеме само фиксно онака дека само партиските. Јас дури мислам партиски членови имаат бойкотирано и од едната и од другата. Јас лично не би го подценил овој еуфоричен пристап на Јанушев, без оглед што ВМРО и во времето на Владко Грчев генерираше таква еуфорија по првите резултати во Боговиње, во Невестино, во Прдејци и така натаму, но факт е дека нив им е необходна внатрешно партиска мотивација и дека има поголеми мотивирачки фактори да го мобилизираат своето членство, може би не администрацијата, не индиректно. Ја не согласувам со твојата теза дека не излезе администрацијата. Немаше притисоци, јас немам... Да, она се огради дека во тој контекст немало може да се притисоци. случи тие да прават притисок на дел од оние што ги вработија да излегуваат, така да тоа не е... Кој би правил? ДПМН е своите вработени. Почнува атмосферата да се прави победничка. Се водат судски процеси за такви некои случаи на минатите избори и мислам дека и двете партии внимаваат сега и дуваат што се вика намештеници. ВМРО ДПМН, односно новото раководство тамо, кое што е фактички поддржано и тајно и отворено, ако сакате, од поранешното раководство и од Груевски во Будимпешта, имаше клучен проблем како на овие избори после референдумот да ги анимират тврдокорните гласачи кои што се за бойкот. Затоа што имаше и овој пат, според некои проценки, околу 10% од тоа гласачко тело на ВМРО ДПМН беше на овие избори исто така за бойкот. Еве го, да речеме, Пандов е еден од тие нивни представници. Има и многу други, меѓутоа тоа не е занемарлива бројка, сакам да кажам. Очигледно се покажува дека и тие имале одредено влијание. Јас не верувам дека тој успеа да ги анимира нив на овие избори, особено тоа го докажуваат овие бројки на излезност. Како и да е, јас пак гледам еуфоријата кај Јанушев. Има голем абер до Заев, доколку не се исполни очекуваниот цензус за Пендаровски во првиот круг. И некоја, да речем, условно... Во прв круг нема цензус. Не, условно, во некако предпоставена супериорна фаворизирачка позиција, прво место со 20, 30, 40 илјади гласови. Мислите, ако води Гордана со 10, 20, 30 илјади гласови, тоа мислите? Не, ако треба, по сите нивни проценки беше дека Пендаровски треба да победи во првиот круг со 20, 30, 40 илјади гласови. Па добро, ќе видиме, не знаеме како. Ќе видиме, но ако бидат речиси со беззначајна разлика, тоа е голема абер за Заев и тоа мислам дека ќе мора внатре во партијата да прекршува собствени ломови. Да, но многу е битно ако овде имаме над 40%, па макар 47, 42. Дали таа иста бројка е остварлива за вториот круг? Тогаш е цензусот најбитен. Значи, плюс дали може да се анимираат гласови, плюс за да успеат изборите. Има две можности. Или многу луѓе сега не излегува затоа што знаат дека првиот круг не одлучува, па ќе се појават во одлучувачкиот втор круг за да го помогнат својот кандидат, нели, и за да и дадат победа на својата политичка опција, односно на она за што тие сметаат дека е нивни избор, или на вистина СДСМ па и ВМРО ДПМН, во суштина има сериозен проблем со своето гласачко тело. Кај СДСМ е логично да се очекува дека има одреден проблем со неопределените, со оние што очекуваа повеќе, затоа што е сепак година и по 2 години на власт, има крупни процеси направено, кои што некои ги сметаат за добри, меѓутоа некои многу тешко ги прифатија. Значи процесите на промена на името, процесите на амнестијата, сите тие врзани за процесите на правдата, СЈО, каде што се многу компромиси направени, тоа не може да биде без последици. Ние колку и да прифатиме дека луѓето сакаат евроатлантски интеграции, сакаат да одат напред,
Не можат да му простат на заеб некои работи. Има уште една карактеристика на овие избори која може би е добра. Ќе биде значајно да се види колку ќе освои гласови Река. Да. Моје длабоко убедување дека таа коалиција околу Река ќе повика на, да речем, условно активна абстиненција. Нема да ги доделат гласовите за Пендаровски, за Силјановска Ич. Ама Река кажа отворено дека сака да има цензус и избран председател во втор круг. Тоа го изјави, дури и денес нивниот портпарол мислам дека тоа го кажа. Ние Да, но мислам дека нема да повика конкретно, но ќе повика на гласање. Јас така го имам тоа. Меѓутоа и неговата опција политичка е многу јасна. Евроатлантски интеграции, тој не сака процесите да се враќаат назад. Ајде сега вака, да споредиме, не се споредува можеби со референдум, но тогаш 600.000 беа за, нели? Да. 650 колку беа излезени, но беа некои против, така, нешто, да. Имаше и неважачки. Сега, ако добиеме 700 и нешто, 750, да речеме. како да ги коментираме овие бројки? Или за референдумот излегува и оние кои сега не гласаат? Како председател на Република Северна Имаше Македонија или председател на Република Македонија. Така треба да се коментира. Имаше многу повици дека ова ќе биде повторување на референдумот. Во смисла на тоа да се видат бројките што ќе биле против. Сега и од таа страна гледано, ВМРО ДПМН нема успех затоа што вие со 330, 350 максимум, не знам колку може да имаат сега. Со таа бројка на граѓани не докажувате дека на референдумот сте можеле да бидете конкурентни, така? Јас во таа смисла... Што недостасува овде? Недостасува ако се 350-400.000 од другава страна, Река и Пендаровски, евентуално недостасуваат уште некои 200.000 гласови, од кои се 100 и нешто илјади сигурно албански и едно 70-80.000 македонци кои што се евентуално разочарани. Ние го очекуваме... Ама каде се овие референдумджиите кои што беа бојкотирачи? Во овој дел сега, после 21 часот, треба да пристигне, не знам дали е стигнат, господинот Имер Салмани, тој беше председателски кандидат во 2009 и тој оспои околу 150.000 гласови како председателски кандидат. Во еден момент ќе ги споиме заедно со Дамјан Манчевски, кој ќе биде од СДСМ и... Не, па јас мислев дека ако дојде ќе... Добре, па ќе мислам дека може да продолжат. И така. Потоа се го очекуваме и Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН. Жал ми е што Било Касами, кој го потврди на два пати непосредно, веројатно заради тоа што закажа пресконференција точно во 22, го откажа неговото учество, а ќе биде важно да се види и со Имер какви прогнози се околу Чомовски следуваат блок реклами. Ајде, да не ги заборавим.